Беше во алтернатива, ќе ја напушташе па се премислуваше. Глумеше опозиционер, а сакаше да биде власт. Ја расипа калимерата со алтернатива, кога оваа партија беше дел од владеачкото мнозинство и ја напушти. Делуваше како независен пратеник под превезот на политичките договори, па за после тоа да формира партија и да коалицира со ДУИ во рамки на Европскиот фронт. И доцна му беше оти лани кога падна договор за коалицијата, ДУИ отиде во опозиција. Кој е Скендер Реджепи од Народно движење, кој Али Ахмети му даде амин за да стане кандидат за градоначалник на Скопје. Алтернатива влезе во владината коалиција на крајот на 2021 година, со што на некој начин се спаси кревкото мнозинство. 6 месеци подоцна тој одлучи да делува независно и преку писмо го информираше тогашниот собраниски спикер Талат Џафери. Не му беше доволно, па се формираше своја партија во 2022 година за предпарламентарните избори лани да се обедини со ДУИ. Вчера партискиот лидер Али Ахмети ја објави кандидатурата на Реджепи, фалејќи го дека има долго и докажано искуство во граѓанскиот сектор и граѓанското општество и дека е јасна алтернатива на Скопје. Со целосно единство и со заедничка одлука се договоривме дека наш кандидат за градоначалник на Скопје ќе биде Скендер Реджепи, кој е претседател на политичката партија Народно движење. Реджепи во градоначалничката трка за Скопје ќе се бори со Орце Георгиевски, кандидат на ВМРО ДПМН и актуелен градоначалник на општина Киселавода, и поранешната министерка за животна средина Каја Шукова, која е кандидат на социјалдемократите. И коалицијата Вреди најави дека ќе има свој кандидат, но името се уште не е објавено. Како што соопшти собранискиот спикер Гаши, изборите ќе бидат распишани на 8 или 9 август. Можни датуми за локалните избори се 19 октомври за прв круг, а 2 ноември за втор круг. Кампањата за локалните избори ќе почне 20 дена пред изборниот молк, односно на 28 септември. Најдоцна 35 дена. Пред локалните избори партиите мора да ги регистрираат своите кандидати за градоначалници и советници. Ке се бираат градоначалници и советници во 80 општини и градот Скопје.